Дневник во 20 часот на Канал Плюс. За почеток да погледнеме дел од настаните кои го одбележаа денешниот ден. Математиката годинава е изборен маторски испит, но и понатаму е избор на мал број матуранти. Само 235 матуранти на истокот денес полагаа математика. Колекторски системи и пречистителни станици за отпадните води се планираат во Брегалничкиот слив. Во Пробиште и Пидилчево се работи и на колекторскиот систем, а во план е да се пречистуваат и кочанските отпадни води. Итната медицинска помош во Штип е целосно кадровски екипирана и опремена со современи возила. Денови веќе има акција за помош на граѓаните со тегови предизвикани од времето. Денешен гостин во студиото на Канал Плюс телевизија беше раководителот на Оделението за јавни дејности во Берово, Марин Демировски, со кого разговаравме за сите културни активности кои ќе се реализираат во летниот период и секако за она што е актуелно во моментот во Берово, манифестацијата Баскер Фест, која ќе се одржи по 8 пат. Да погледнеме дел од разговорот. Баскер Фест веќе трета година се организира во Берово. Ова е 8 година на национално ниво, нели од Скопје. Предходните 2 години имавме многу успешни изданија и луѓето ја прифатија таа култура и тој начин на уметност. Многу интересно за нашите граѓани, заради тоа што секојдневно немаат можност, нели, како светските метрополи да видат такво шоу, такви артисти. Берово е главна посокувана летна дестинација, се почесто и доста нарекувана, нели, македонска Швајцарија. Што се им нудите на туристите за да ги привлечите? Во изминатите години Берово се наметна како една од позначените дестинации, особено за алтернативен туризам. И надалеку веќе сме познати по она што го имаме како форма на туризам. Значи, станува збор прво за климата и чистиот воздух, потоа за добрата храна, интересните сместувачки капацитети како што се Аурора, потоа хотелот Манастир, значи два многу автентични објекта и како начин на организирање на престојот и како инфраструктура, потоа храната која е исто така позната, особено можам да кажам дека од Бугарија многу туристи доаѓаат само заради храната. Исто така содржините кои ги имаме, тоа се пешачките патеки, слободно туристите можат да возат велосипеди. Сега во последен период, значи веќе една година работи уште еден туристички комплекс, тоа е комплексот Бела вода, каде што исто така има убаво сместување, многу добра, значи природа. Исто така посетителите можат да јаваат коњи, да јадат чиста речна пастрмка, пошто е познат локалитетот. Целиот разговор со господинот Марин Демировски проследете го веднаш по дневникот. Со швајцарски средства ќе се заштитува квалитетот на водите на Брегалница. Пречистителни станици за отпадните води за сега има само во Берово и Карбинци, но во план е изградба на станици во Пробиштип, Делчево и Кочани. Центарот за развој на Источниот плански регион, освен на овие, работи и на други проекти кои треба да резултираат со почисти води на Брегалница и на реките од незиниот слив. Општина Пробиштип е во завршна фаза на изградба на еден од најглавните проекти кој истовремено е од големо значење и за жителите на Злетово. Се работи за замена на колекторски систем во должина од околу 87 метри, цевка FI 250 со исто така изградба на неколку нови приклучни шахти
Изградено е и подпорни зидови од околу 90 метри кубни армиран бетон. Исто така уредено е речното корито. Вредноста на целиот овој проект е околу 3 милиони и 800 илјади денари. Средства кои што 70% се обезбедени преку Швајцарската агенција за соработка, односно Швајцарската амбасада, и околу 30% од овие средства се обезбедени од страна на општина Пробишти. Со завршување на овој проект, значително ќе се подобри квалитетот на водата во Злетовска река, односно сите нечистоти и фекални отпадни води кои одеа во реката сега ќе одат во колекторскиот систем. Источнопланскиот регион работи на ваквите проекти и на останатите општини од Брегалничкиот регион, кои имаат за цел да се заштитат од водите на Брегалничкиот слив. Се работи за дислокација, односно санација и дислокација на десен колектор за одведување на отпадни води во село Оризари. Во моментот центарот го склучи договорот со Фармахем од Скопје. Средствата се обезбедени од страна на програма за зачувување на природата. Буџетот на проектот што ние ќе го финансираме, односно средствата од програмата, изнесува 45.000 швајцарски франци. Во моментот се разгледуваат и трета група на проекти од ист карактер. Станува збор за општините Берово, Виница и Зрновци. Меѓутоа, тие ќе бидат финансирани од средствата на Министерството за финансии. Во Кочани денес е потпишан договорот со изведувач на градежните работи за обнова на 10 улици со заем од Светската банка во износ од 61,5 милиони денари со рок на отплата 10 години и грејс период од 3 години. 10 улици во градот Кочани ќе добијат асфалт. Денеска во просториите на општина Кочани беше потпишан договор со компанијата Евро Инк од Гевгелија за изградба и асфалтирање на улиците. Денеска го имам задоволството како градоначалник да ги подпишеме договорите за реализација на делот од кредитот кој што го имаме склучено како општина со Светска банка за асфалтирање на 10 улици во градот Кочани, 10 улици кои што на граѓаните на општина Кочани им се познати повеќе пати и кои што се опфатени со овој договор. Изведувач на работите е компанијата Евроинк од Гевгелија, една солидна куќа која што победи на меѓународниот тендер и со која што денеска го подпишавме договорот. Очекуваме дека предвидениот рок од 9 месеци, сметано од денот на подпишувањето на договорот, ќе биде испочитуван, дури имаме навестување дека и ќе биде скратен. Сакам да напоменам дека, бидејќи се работи за сериозна работа во градежниот дел, односно за доста голема работа за општината Кочани, имаме посебно распишено тендер и на тендерот победи надзорот кој што има специјално задача за надгледување на оваа работа, односно контролирање на оваа работа која што ја наговестив. Сегашната вредност на за 10 улици е 54 милиони и 300 илјади денари. Очекуваме дека целокупниот износ ќе биде потрошен и за останатите 3 улици кои што ги имаме, меѓутоа дури после завршувањето на работите, што ќе биде во зависност од квалитетот на работите и роковите за завршување на работите и во координација со Светска банка да се потрошат сите 61,5 милион денари. Градежните работи на асфалтирањето на улиците ќе ги изведува компанијата Евро Ин од Гевгелија, компанија која го доби меѓународниот тендер. Овој договор исто е така од голема важност и за нашата фирма, која постои повеќе од 25 години на македонскиот пазар, па и пошироко. Броиме околу 100 вработени лица, досега секој пат со позитивен финансиски обрт. Имаме голем обрт на механизација и веруваме дека квалитетно, успешно, навремено ќе го завршиме проектот изградба на 10 улици со подпорни зидови и атмосферска канализација во општина Кочани. Со помош на локалните институции, со помош на општина Кочани и државните институции ќе бидат сите навремено известени за сите градежни активности, ќе се почитува строго правилата и законите за безбедност и здравје при работа, како и законот за животна средина, за чувување на животна средина. Наша задача ќе биде да ги имплементираме сите стандарди во градежништвото, значи наша задача посебно ќе биде да го пратиме изведувачот во нивната работа
Имаме сериозна лабораторија за таа работа, која што ќе биде скоро секојдневно на терен. Сакам да кажам дека нашето искуство ќе го споделим исто со изведувачот, доколку настанат некои грешки, ние ќе ги коригираме и се надеваме дека ќе ги задоволиме стандардите и барањата од договорната документација, а се разбира во интерес на општината Кочани. Со средствата ќе се асфалтираат улици во вкупна должина од 3,9 километри, и тоа Кракна, Орце Николов, Февруарски поход, Ѓорче Петров, 13-та македонска бригада, Димитар Лазаров, македонска, Разлавечко востание и 15-ти македонски корпус, како и Пиринска, 554 во Прокарка и Јанка Стојменова во Оризари. Заврши изградбата на градската капела во Берово, која наскоро ќе биде пуштена во употреба. Градските капели се законска обврска на сите општини. Заврши изградбата на градската капела во Берово. Тендерските активности се завршени според предвидените планови по проектот, изработен од фирмата Габер проект. Средствата се обезбедени во целост од буџетот на општина Берово во вредност од 7 милиони денари. Е во завршна фаза изградбата на капелата и треба да каже самиот изведувач на работите кога да ја формираме комисијата, да направиме технички прием на објектот и подоцна да донесеме преку советот одлука да ја предоставиме на јавното комунално предпријатие да се отпочне со работа на истата, поготово сега е веќе тоа неопходно, зашто летните температури си го прават своето, па така мислам дека капелата ќе биде прифатена и ќе се користи јако за неубави работи, но сепак тоа е еден природен и нормален процес кој еве со самата изградба на истата ќе овозможиме да сите тие болки полесно се пребродуваат. А тоа сега го изискуваат и позитивните законски одредби со тоа што ќе се спречи веќе одењето на поворки по улиците каде што се спречува нормалното одвивање на сообраќајот и така мислам дека граѓаните тоа ќе го прифатат. Објектот е со должина од 10 метри и широчина 8 метри. Поставени се 4 комори и опремени се сите потребни простори кои ги бараат објектите од ваков тип. Капелата се наоѓа до црквата Свети Тодор, до градските гробишта во градот Берово. Денес во Штип беше предадено во употреба новиот парк во населбата Деснаци. Ова е прв парк во овој регион и содржи пешачка патека, игралиште и други содржини за жителите на оваа населба. За жителите на населбата Деснаци во присуство на самите жители, градоначалникот на општина Штип и вработени во јавното предпријатие ИСАР, денес и официјално беше пуштен во употреба ново конструираниот парк. Новиот парк содржи патеки кои во текот на работите случајно биле откриени како остатоци од некогашен парк, останати пратечки содржини за повозрасните и кошаркарско игралиште за помладите. Ова е едно чудо невидено, зашто ова е едно рекреативен центар на нашите внуци и парафнуци, што овдека ќе се занимаваат, а не да одат по улици, да бидат, како да кажам, криминалци. Епа, ова влада прави нешто на оној што му е криво, нека пукни. Порано имаше трева до колена, овдека влекачи змии, магарења, коњи, пасија. Имаше тука кош порано, меѓутоа беше на земја, немаше ништо, значи сега е многу подобро и за децата да може да се играат. Игралиштето е многу добро. Се надевам дека ќе доваѓаме секој ден тука. Ќе играеме кошарка со нашите другари и ќе стекнуваме нови пријателства. За реконструкцијата на паркот задолжено беше јавното предпријатие ИСАР, кој инвестираше околу 15.000 евра. ИСАР максимално се вложи, за многу кратко време успеавме да го оградиме овој простор, успеавме да го изчистиме, да го изфрлиме сето ѓубриште кој што беше овде со децени запустено, успеавме да направиме да ги откриеме патеките кои што беа заборавени дека постојат од камен кој што некој ги правил, успеавме да надоврземе нова патека со бетон, ги надоврзавме со старите патеки, значи буквално успеавме да го изреновираме целиот овој простор, да го обновиме и да им го подариме на граѓаните на блок 77. Градоначалникот на општина Штип примариус магистар Илчо Захариев истакна дека паркот е реализиран на барање на жителите на населбата, пред се за спортското игралиште, како децата би имале каде да го поминуваат своето слободно време.
Градоначалникот за оваа година најави и нови проекти во населбата позната како Блок 77. И овде во Блок 77 приоритет беше да направиме некој спортски терен, бидејќи децата навистина немаше каде да рекреираат. Потоа да го уредиме овој дел од паркот. Тоа беше иницијатива на директорот Бојаджиев и на Јапа Исар. Бито е дека овој дел е исчистен, дека веќе нема се напасуваат домашни животни, дека едноставно секој дел е практично припитомен, децата ќе има каде да рекреираат. Ова наслоби имаме уште проекти. Денове ќе почне асфалтирањето на главната улица, таа се вика Каваклија. Значи од почетокот на населбата, нешто доле кај крстосницата на Елике паркот, па се до последната куќа. Со тоа ќе ја поврзаме со рингот кој го правевме пред 2 години. И преостанува значи се направат некои тротоари и една улица поврзува населбата Мазги Блок 77. Иако свечено пуштен во употреба, на најновиот парк во градот се уште му недостига хортикултурно уредување. Треба хортикултурно уредување, украсни дрвца, цвеќиња, да се реши наводнувањето, но сепак ова е еден прв чекор. После многу години имаме многу работа што треба да ја завршиме и да ја заокружиме како целина со овој парк. Уредувањето на паркот во населбата Деснаци, кој 20 на години тонел во заборав, е од големо значење не само за жителите на оваа населба, туку и за сите штипјани, бидејќи со пешачките патеки е поврзан со зоолошката градина и паркот Бриони. Матурантите денес го полагаа првиот изборен предмет. Математиката и понатаму останува избор за мал број матуранти. Јунското полагање на матурата завршува на 19 јуни со вториот изборен предмет. Матурантите денес повторно на испит полагаа математика. Првиот изборен предмет годинава за прв пат се полагаше без калкулатор. На исток од полагањето успешно се реализираше, започна навреме и помина без никакви проблеми. Во Штип 76 матуранти денес решаваа задачи, во Делчево 20, само 8 во Македонска Каменица, 23 во Виница, 16 во Пробиштип, 26 во Берово и Пехчево и 66 во Кочани. Во гимназијата Славчо Стоименски вкупно има 40 матуранти кои што се пријавија да полагаат државна матура по предметот математика, со тоа што оваа година кај нас полагаат и учениците, односно матурантите од медицинското училиште. 10 ученици има од медицинското училиште и 40 ученици од гимназијата Славчо Стоименски. Математика се пријавуваат да полагаат оние ученици кои што сакаат да се запишуваат претежно на техничките факултети. И тоа се од природно-математичкото подрачје. Во нашето училиште полагаат 52 ученици од Средното општинско училиште Љупчо Сантов Кочани и 14 ученици од Средното општинско училиште Гошо Викентиев. Материјалите стигнаа на време, тестаторите се на своите работни места. Инаку познати се и резултатите од екстерното тестирање за 9-оделенците кои веќе во понеделник ќе може да се запишуваат во средните училишта. Ние ги имаме, значи, првичните податоци од екстерното тестирање за учениците од 9-тите одделенија. Тие излегува на 15 и во тека е една фаза на можност, тоа што законската регулатива дозволува, доколку одредени ученици се осеќаат, се чувствуваат дека се обештетени во овој процес, значи имаат одредени забелешки и приговори, во тек е процесот на доставување на приговорите. Приговорите треба, значи можноста да приговараат родителите имаат од 3 дена. Од 15, значи веќе до утре треба да биде заклучен овој процес и да бидат доставени приговорите до државниот испитен центар. Според последните информации, досега нема приговори, а поголеми отстапки при оценувањето во 5 основни штипски училишта нема. На 25 месецов ќе бидат објавени оценките за останатите одделенија. Заклучната оценка, како и оценката од екстерното тестирање, влегуваат во просекот на учениците. Итната медицинска служба во Штип кадровски целосно екипирана. Со 11 медицински екипи сега без проблем се обслужуваат општините Штип и Карвенци. Возила има доволно, а нивната опременост со апарати за итни медицински интервенции е повеќе од добра. Итната медицинска помош од Штип го надминаа проблемот со недоволниот број на вработени и опрема, односно на возила кои се неопходен дел. Во моментот работат 11 тимови кои на терен излегуваат по тројца, возач, лекар и медицинска сестра. Тимот и опремата се целосно екипирани, што е доволно за покривање на општина Штип и Карвенци. Во склопот на нашата служба работи и руралниот лекар кој што ги покрива руралните подрачја. Додека од аспект на опрема сме опремени, како што знаете, со новите возила кои што беа донирани од Министерството за обезбедени од Министерството за здравство.
така што немаме веќе можам да кажам дека целосно опремени како со опрема, така и со кадар. Возилата кои ги добија како донација се целосно опремени со апарати за пружање на итна помош. Во нив има дефабрилатор, аспиратор, душек за имобилизација, апарат за притисок, апарат за кислород и друга апаратура која е од голема важност за разни интервенции. Сега моментално како служба сме целосно опремени и нашите потреби се задоволени, а се надевам дека и граѓаните ќе ја почувствуваат таа опременост. Со тоа што уште еден апел, јас ја користам секоја прилика да апелирам до граѓаните, значи да не се злоупотребуваат повиците на итната медицинска помош за она што не е нејзина намена. Итната медицинска помош во склоп на проектот на Министерството за здравство насловен Здравје за сите во присред на високите температури. Во вторник на 23 јуни тимовите од Итниот медицински центар во Штип ќе вршат бесплатен медицински преглед односно мерење на крвен притисок, телесна тежина, мерење на шеќер во крвта, како и давање совети на граѓаните за заштита и грижа на нивното здравје. Полициската станица на Виница беше домаќин на традиционалните синдикални игри. Стотина вработени на ниво на регионот си ги одмерија силите во повеќе категории. Стотина полицајци и полицајки од истокот денес на спортските терени во Виница си ги одмерија силите во повеќе вештини во рамките на традиционалните синдикални игри. Учествуваат полициските станици од Свети Николе, Пробишти, Берово, Делчево, Кочани, Штип и Виница како домаќин. Учествуваме во дисциплини фудбал, стрелаштво, што е наменето за жени, атлетика наменето за жени, исто пикадо наменето за жени и шах комбинирано, мажи или жени. Така. Игрите се со ревијален карактер. Со ревијален карактер. Наградата за најдобрите во секоја категорија нема да изостане и годинава. На крајот на летото, односно септември, од сите 8 сектори кои што имат освоено први места, се среќават у комплексо Белјанин извори Охрид. Така, како награда. Како награда, 2-3 дена е престојот таму, се дружат, играт истите игри што ги играме тука и играт и таму. После надпреварите, дружењето и забавата на полицијата од истокот продолжи во Мотел Слив, а не изостана и поддршката од јавните институции, Солидарност и локалната самоуправа, како и од неколку приватни спонзори. Уште една информација од Виница. Лицата згрижени во дневниот центар во Виница вклучени во проект на Музеот Теракота и Сдруженијето на уметници ум за учење на основните техники во преработка на глина. Ова е втор сличен проект на музеот подржан од Министерството за култура и општина Виница. Арт-терапијата во работата со децата со посебни потреби не е новитет за дневниот центар во Виница. Покрај секојдневните креативни активности, згрижените од овој центар втора година се вклучени во керамички работилници, кои ги организира Музеот Теракота во соработка со Сдруженијето на уметници ум. Нашата основна цел беше да ги зближиме оваа категорија на деца, на децата со посебни потреби. Тука се вклучени децата во дневниот центар и воедно да разбиеме она бариера која што постои меѓу обичните граѓани и тие деца, значи да ги сплотиме и да стекнат доверба едни меѓу други, а и да ја поттикнеме довербата на самите деца дека тие можат повеќе да дадат за самото општество. Член на Сдруженијето на уметници на град Виница, сум вклучен во овој проект кој го организира Музеј на град Виница. Нашата поддршка во овој проект е чисто техничка, значи ги обучуваме децата како се изработуваат калапи, како се изработуваат релјефи, како се изработуваат разни примеруци кои може година да се комерциализираат, т.е. да се продават да бидат сувенири. Поголем степен на самоспознавање, креативност, сигурност, како и задоволство од изработениот продукт е крајниот ефект кој треба да се постигне во секојдневната работа со овие долгогодишни членови на центарот во Виница. 12 лица со посебни потреби кои се вклучени во дневниот центар. Моментално активни во оваа керамичка работилница се 5, вчера беа 7, денес се 5. Значи се трудиме тие што можат да работат нешто, на тие што им е забавно да бидат вклучени и има многу голем ефект позитивен, значи тие си развиваат, значи мислење, идеи си даваат свои, значи си цртаат нивна желба и мислам дека тоа многу позитивно влијае врз нив. Овој проект на Музеот Теракота ќе трае 5 дена, а покрај работилници ќе има и едукативни предавања, посета на локалитети, како и посета на керамичарска работилница во Злетово.
Меѓу земјите членки на Европската Унија нема согласност за предлогот на Европската комисија да се воведат обврзнички квоти за секоја членка за примање бегалци кои стигнуваат во Европа и на тој начин да се олесни товарот на земјите кои се на удар на масовни приливи од мигранти, како Италија и Грција, покажа во вторникот расправата на состанокот на министри за внатрешни работи во Луксембург. Цените на недвижнините во Грција се помали. Ја достигна најниската точка во последните 15 години. Пред 5 години во Солун годишно се продаваа 26.000 стана, сега 1.500. Така цената на куќите за одмор во Грција во споредба со периодот пред должничката криза падна за околу 45%. Најмалку 13 деца беа убиени во удар на сириските BBC врз град во јужната провинција Дара. Нападот бил извршен врз градот Гарија, при што има вкупно 16 жртви. Сириските бунтовници напредуваат кон Дара, која се смета за место од каде почна револуцијата против председателот Башар Асад и се претвори во граѓанска војна што трае веќе 4 години. Денес најдобрите спортисти кои постигнаа врвни резултати беа на прием кај градоначалникот на Штип Илчо Захариев, кој дискутираа за одредени проблеми околу финансиските трошоци на самите клубови и кои бараа поддршка од градоначалникот. Први на разговор беа пингпонгарите од Штип. Во конкретниот случај пингпонгарскиот клуб Шампион Фа, кој стана државен првак и тоа во Супер лигата, каде се натпреваруваат 8 екипи од државата, тоа е неверојатен успех за самиот град. Денеска овие шампиони беа кај мене, за мене беше празник. Дискутиравме за сите оние работи кои се убави во тој спорт, но секако и проблемите кои соочуваат клубовите. Во конкретниот случај во делот на финансирањето, од мене ќе ја добијат поддршката да најдеме решение, да изнајдеме или спонзор, и да најдеме начин како да ги покриеме тие трошоци, бидејќи тоа не се големи средства. И често пати го сваќам, да речеме, и негодувањето на дел од нашите 18 клуби во прва лига, каде за некои плаќаме котизација, што е законски, а за некои плаќаме и други трошоци. Најпрво да се заблагодарам на градоначалникот што не покани да ни ја честита титулата. Ние без разлика на се имаме добра соработка. Обавезно го покануваме на секоја наша манифестација. Еве последниот турнир на меѓународен по повод Борчик и Критков. Отварањето беше од страна на градоначалникот, така да ние имаме стварно солидна соработка. Сега понатаму ќе гледаме малку да се помогнеме и на финансиски план. Инаку што се однесува за последниот успех на пингпонгарскиот клуб ЕФА Шампиони, сите знаете дека ние оваа година постигнавме еден стварно завиден резултат да се биде првак на Македонија без пораз во 17 кола. Денеска во посета кај градоначалникот на Штип беше и европскиот првак во карате Емил Павлов, кој го освои третото место на првите европски олимписки игри во Баку. Гордост за Штип во овој момент е Емил Павлов. Неговиот фантастичен успех на европските олимписки игри во Баку во државата Азербејџан е доказ колку ентузијазмот, колку посветеноста може да направат еден поединечен спорт да биде врвен, а еден спортист да го представи не само себе си, своето семејство, туку и нашиот град и државата. Сакам да му честитам и да му посакам уште повеќе такви резултати. Најпрво сакам да се заблагодарам на градоначалникот што е го одвои време да не прими нас за овој мој голем успех. Можам да кажам дека Штип треба да се горди со овој резултат, бидејќи не само што оставив медал јас на нови европски игри, бев и првиот знаменосец за Македонија, бидејќи овие игри ќе се одржуваат на секои 4 години. Значи јас имав таа чест да бидам првиот знаменосец и да го освоам првиот медал за Македонија. Покрај пингпонгарите кои од оваа година постигнаа голем успех, како и каратистот Емил Павлов, на прием кај градоначалникот беше и раководството на фудбалскиот клуб Брегалница, заедно со селекторот Владко Костов, кои имаат фантастична пролетна сезона. Максимално помага Брегалница, ние обстојуваме на таа линија, така и ќе продолжи. Ќе се потрудиме да најдеме, ако може, уште некој инвеститор кој би влегол во Брегалница, за да можеме да доведеме поголеми појачувања, значи каде ќе се зајакне финансискиот капацитет и кондиција на самата Брегалница. Ние во овој период ќе покушаме нешто да направиме повеќе од што било претходната сезона. Разговаравме за некои иницијативи кои што треба да ги направиме во овој период. Мислам дека познавајќи амбициозноста на градоначалникот и на сите луѓе кои што се во фудбалскиот клуб Брегалница, ќе направиме нешто повеќе, а тоа нешто повеќе
ќе биде, така да кажем, уживање за нашите љубители на фудбалот. Тоа можам да го најавам и се надевам во овие денови ќе бидеме максимално работливи, кооперативни за да можеме да направиме подобри услови за фудбалскиот клуб Брегалница. Градоначалникот на Штип изјави дека кога се работи за вакви големи успеси од страна на нашите спортисти, секогаш ќе имаат најголемата поддршка. Почитувани гледачи, тоа беше се во дневникот во 20 часот на Канал Плюс. Останете со нашата програма, имајте пријатна вечер. Почитувани гледачи, денешен гостин во студиото на Канал Плюс телевизија е господин Марин Демировски, раководител во Оделението за јавни дејности во општина Берово, со кој ќе разговараме за она што е актуелно во моментот во Берово. Господине Демировски, добро дојдовте во студиото на Канал Плюс телевизија. Добро најав. Така, она што е актуелно во моментот во Берово е дека од 20 и 21 јуни ќе се одржи по 8 пат Баскер Фест. До каде се подготовките? Значи, Баскер Фест веќе трета година се организира во Берово. Ова е 8 година на национално ниво, нели, од Скопје. Предходните 2 години имавме многу успешни изданија и луѓето ја прифатија таа култура и тој начин на уметност. Многу интересно за нашите граѓани, заради тоа што секојдневно немаат можност, нели, како светските метрополи да видат такво шоу, такви артисти. И оваа година ќе имаме богата програма и се надевам многу посетители на Баскер Фест во Берово. Сабота и недела се одржува во Берово, значи имаме многу уметници од целиот свет. Ќе најавам 2 групи, значи тоа е Барбароса, едни многу атрактивни изведувачи, тие ќе бидат во петок, тоест во сабота. Значи се гости од Романија, свират многу интересни инструменти, салса, со разни други перформанси. Имаме уште неколку кловни, некои интересни шоуа, така да ќе биде доста интересно. И ги поканувам и сите посетители за викендот за Берово, не само нашите сограѓани да дојдат и да бидат дел од тој фестивал и од тоа шоу. Така, од Македонија кој ќе настапува на Баскер Фест? Имаме една група, тоа е групата Standby, тоа е наш познат кавер бенд, тие ќе бидат како изведувачи, а другите настапувачи и перформанси се доаѓаат од другите земји. Берово е главна посакувана летна дестинација, се почесто и доста нарекувана, нели,
во македонска Швајцарија. Што се им нудите на туристите за да ги привлечите? Во изминатите години Берово се наметна како една од позначените дестинации, особено за алтернативен туризам. И надалеку веќе сме познати по она што го имаме како форма на туризам. Значи, станува збор за прво за климата и чистиот воздух, потоа за добрата храна, интересните сместувачки капацитети како што се Аурора, потоа хотелот Манастир, значи два многу автентични објекта и како начин на организирање на престојот и како инфраструктура, потоа храната која е исто така позната, особено можам да кажам дека од Бугарија многу туристи доаѓаат само заради храната. Исто така содржините кои ги имаме, тоа се пешачките патеки, слободно туристите можат да возат велосипеди. Сега во последен период, значи веќе една година работи уште еден туристички комплекс, тоа е комплексот Бела вода, каде што исто така има убаво сместување, многу добра, значи природа. Исто така посетителите можат да јаваат коњи, да јадат чиста речна пастрмка, пошто е познат локалитетот и така натаму. Од колку до колку се движат цените, сместувачките капацитети? Сместувачките капацитети ги диктира пазарот, значи самите сместувачки капацитети можам да кажам дека сме една од поевтините туристички дестинации. Хотел Манастир се наметна како хотел кој нуди ефтино сместување и убава храна. Аурора има собствена таргет група, значи они се малце поскапи од другите туристички капацитети во Берово, но пак таму и нивото е малце повисоко. Но во однос на другите дестинации кои се одоколу, можам да кажам дека и цените на Аурора, особено последната година, се доста прифатливи и многу пониски од порано. Она што ќе го нудите во летниот период, културни манифестации, кои што ќе се реализираат во Берово? Веќе неколку години ние како општина, исто така и со поддршка на Министерството за култура, имаме така да кажам стратегија да нудиме богата културна програма, особено преку летото за викендите кои се најпосетени. И можам да кажам дека и ова лето и оваа сезона ќе имаме богати културни настани. Значи, сакам да ги спомнам и предходните, тоа беа, значи, имавме за 1 мај концерт на Нокаут, претходно за Великден имавме многу убав концерт на современ балет со гости кои ни дојде од Бугарија, од Бугарската национална опера, Музичкиот театар и неколку уметници од нашата опера, значи тоа беше еден многу убав концерт. Исто така за периодот кој следува, еве сега и наред Баскерфест, потоа имаме стендап шоу на Сашко Коцев, неколку концерти, можам да ги најавам концертите на Сара Мейс, на Ламбе Алабаковски, на IQ, исто така за Илинден традиционално прославата ја преместивме во село Владимирово, заради тоа што таму една група на луѓе направија една добра организација и ние од општина Берово им помагаме околу самата организација. Заедно со Министерството за култура овозможивме еден многу убав концерт на Сузана Спасовска, кој ќе биде значи за Илинден во Владимирово. После имаме концерти, има уште неколку концерти за 20 август, 23 август, тоа ќе бидат значи концертот на Езгија бенд заедно со нашето културно-уметничко друштво и етнофестивалот кој што секоја година е се поголем и привлекува се поголемо внимание. За етнофестивалот исто така тој од минатата година го расширивме, значи се одржува на 3 сцени. Едната сцена е традиционален фолклор, каде што ќе настапи ансамблот Македонија со уште неколку регионални, така да кажем, уметнички групи. Ќе настапи Гоце Стевковски бенд, Ускакан, еден многу добар оркестар од Берово кој што 2 пати победува на Гуча. Тие знам дека имаат веќе најавени многу концерти во другите фестивали во државата. Во забавниот дел, значи ќе настапат, значи после официјалниот дел на етнофестивалот, забавата продолжува на друга сцена. На неа ќе настапат Тамара Тодеска, Сладка Ристика
и уште неколку други познати имиња. Значи, доста богата програма се нуди во текот на целиот летен период, па и во текот на годината. Па да, значи ние само обрнуваме внимание од аспект на не само програмата да биде богата и да имаме многу настани, туку сакаме да понудиме и квалитетни изведувачи и квалитетни артисти. Од групите што ги спомнав, од артистите што ги спомнав, може да заклучите дека избегнуваме, значи како некои други општини кои носат имиња од соседните држави, кои според нас не нудат толку квалитетна програма. И не е тоа што во кој правец треба барем овие градските манифестации да се развиваат, туку нудиме еден друг квалитет на програма кој досега од граѓаните е препознат. Значи и покрај постарите кои што ќе го посетат Берово, секако има и доста богата програма и за помладата генерација. Се разбира, да, особено етно фестивалот, значи тој е склоп на неколку уметности, можам да кажам, заради тоа што во тие 3 дена во кои се случува фестивалот, во Берово на плоштадот може да се најдат разни производи, значи сувенири, еколошки производи кои посетителите можат да си ги купат и да уживаат во она што го нуди Берово како регион. Дали се планира нешто во текот на годината и културни активности, освен овие во летниот период? Па работиме ли, значи културната програма ја прошируваме, значи овие сконцентрирани сме сега за летниот период, имаме најавено уште неколку значајни културни манифестации, но ќе ги најавиме во септември кога што ќе помине овој дел од програмата. Тоа ќе биде во следниот разговор кога ќе бидете гостин во студиото на Да, Канал нели Плюс. треба да оставиме нешто и за иднина. Така. Господине Марин, јас ви благодарам што бевте гостин, што одвоивте време да бидете гостин во студиото на Канал Плюс телевизија. Се надевам дека во скоро време ќе се видиме за идните културни активности. Ви благодарам и на вас и ги поканувам сите посетители од регионот во овие жешки денови да го посетат Берово и да уживаат малце во поладниот крај од државата. Се надеваме. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со господин Марин Димировски од Оделението за јавни дејности во општина Берово. Јас ви благодарам на вниманието, останете со нашата програма.